Добро вечер во најновото издание на Спорт Плюс. Пред почетокот на новата работна недела да ги проследиме спортските настани и информации, почнуваме веднаш по краткиот джингл. Денешното издание на Спорт Плюс го започнуваме со нашите гости во ова најново издание, а тоа се Фудбалската академија Постолов Пандев, начело со координаторот и тренерот Борче Постолов. До сега академијата успешно работи 3,5 години, постигнаа голем број на успеси, учествуваа на домашни и меѓународни турнири, а од оваа академија излегува и голем број на таленти. Почитувани гледачи, добродојдовте во најновото издание на емисијата Спорт Плюс. Наши денешни гости се од Академијата Постолов Пандев, господинот, тренерот и координаторот на Академијата Борче Постолов, заедно со младите фудбалери Вани и Марио. Добродојдовте во емисијата Спорт Плюс. Добро ве најдов. Така, ќе започнеме од почеток, значи од кога започна Академијата Постолов Пандев и како дојде до идејата да се реализира една ваква школа? Пред се мора да истакнеме на голема благодарност до вас и секако еден голем поздрав до сите спортски љубители на телевизија Канал Плюс. Значи идејата да ја отвориме оваа школа овде во Штип ни датираше многу поодамна, бидејќи ние со Горан Падев заедно игравме во репрезентација. И така да правилно они отворија во Струмица. Знаеме дека во Струмица и во Штип секој е било расадник на таленти. И така да они отворија во Струмица. Потоа една година после нив, ние заедно со него отворивме овде во Штип. Така, значи досега постигнавте многу големи успеси, многу големи резултати. Значи за овие скоро 4 години колку што постои академијата, колку деца се вклучени во академијата и со кои генерации значи работите? Да, значи во нашата школа активно тренираат деца од 5 до 16 години. Значи имаме различни на генерации, значи од најмалите 2010 до навоизрасните 97. Значи ние секоја година настојуваме да играме на меѓународни турнири, мислам со овие помалите, така да имаме значајни успеси. Освоивме неколку први места, втори, трети, секоја година одиме на турнири во странство па и во земјава. Така да мислам дека тоа е едно големо искуство за овие деца и пред се мислам дека само со такви турнири ние може со такви силни противници може да дојдеме до успех за некое од нашите деца пред се да стане репрезентативец, а потоа да направи негова кариера во некој од странските клубови. Така, рековте дека учествувате на големи домашни меѓународни турнири досега. Кои се вашите најголеми успеси, еве накратко на гледачите за нашата телевизија? Па пред се ние најголеми успеси имаме постигнато поланската, мислам, 2013 година со генерација 2004 бевме шампиони на Република Македонија, значи на завршниот турнир што се одржа во Скопје на терените на Фудбалската федерација на Македонија. Потоа имаме освоено во Подгорица, оваа година бевме со генерација 2004, освоивме второ место каде во финал изгубивме на пенали. Потоа на Ферплей куп во Охрид, каде и ова година ќе бидеме учесници, имаме едно второ, едно прво, едно трето. Сега ова година исто со овие најмалите 2006 година, каде ови беше едно прво искуство тако за на турнир да играат, го освоија првото место. И така да мислам дека имаме доста освоени први, втори и трети места, али пред се, јас како што напоменав и пред малку, значи на нас не е битно децата да се дружат и да собираме едно големо искуство и кога ќе дојде време тие да станат репрезентативци па и да направат нивна кариера. Значи турнирите ни се за едно нивно големо искуство, ние не сме за тие медали или пехари. Значи работа е тие деца да имат едни такви меѓународни утакмици со појаки противници и да видиме ние тренерите додека сме стигнали со тие деца. Така, оваа година го организиравте втор пат поред, ми се чини, Синалко купот. Вие бевте организатор, имаше 50 екипи, значи нешто повеќе околу организацијата и постигнатите успеси. Па добро, значи ние
како школа, кога одевме на тие турнири, дојдовме на идеја за да направиме ние еден таков меѓународен турнир. Значи, прошлата година имавме околу 30 екипи, ова година имавме дупло, така да исто меѓународен турнир. Организацијата беше тешко, али се издржа, значи имаше околу 1200 дечиња, над 55 екипи. И во тие имаше екипи од Бугарија, од Србија, од најдоброто од Македонија, и мислам дека во тие 3 дена си поминавме многу добро и секако оние најдобрите си земаа пехари и ние ќе настојуваме тој турнир да не биде традиционален, каде што ќе го одржуваме секоја година. Со оглед на тоа што е еден, така ќе кажеме, најголем турнир во источниот регион, јас така би го класирал. Какво значење има ова за вас како организатори, да речем? Па добро, значи пред секој што кажам, значи на нас на гости ни доаѓаат најдобрите екипи од, што реков, од Бугарија, од Србија и од Македонија. Значи за да се игра, за да напредува еден фудбалер, пред се од овие деца мора да имат јаки надпревари. Така да ово го правиме ние за самите деца, значи да имат во тие 3 дена на нифи се фане да имат по 3-4-5 јаки утакмици, а само со јаки утакмици и јаки противници може да направиме успех за тие деца да напредуваат. Така, значи сега во летниот период исто така продолжувате со подготовките за новата сезона. Дали децата одмарат сега во овие пеколни температури или сепак се посветувате за новата сезона? Ние оваа година бевме на турнир, како што реков, во Подгорица, потоа имавме камп во Струга, бевме 7 дена, исто учествувавме и там на меѓународен турнир во организација на фудбалскиот клуб Карорман. Там учествувавме со 3 генерации. Сега ни остануваат подготовките, мора да напоменам исто сега ние влеговме во повисок ранг на превари, мислам со тие такмичарите, со помлади пионери, кадети и младинци. Значи влеговме во втора лига, каде што ќе играме со појаки екипи како Брегалница, Тетекс, Дрита, Силекс и така натаму. И сега со ние сме во фаза на припреми, со овие помалите исто ќе одеме на турнир во Охрид и така да мислам се надевам ќе имаме еден бурен период. Полека, но сигурно се препознаваат и талентите од вашата академија. Еве накратко за тоа. За 3,5 години се издвоија доста таленти од академија. Да. Значи ние за 3,5 години мора да напоменам, ние сме пресрекни бидејќи веќе за 3,5 години извадивме еден репрезентативец, стандарден репрезентативец, Кристијан Антонов, родено дете 2000 година, кој игра редовно во репрезентацијата, така да тоа е една голема чест за нас како клуб да имаме репрезентативец. Значи со Ване, кој е овде гостин Крстински, бевме 2 пати во Германија на проба, сега во август овој месец исто ќе одеме, сега по покана на фудбалскиот клуб Шалке, ќе одеме там на 2 недели на завршни преговори и ќе видиме што ќе биде. Мислам има и други деца, значи таленти што али мора само работа за да се успее да дојдат до некој европски клуб. Како би оцениле досегашната работа? Еве вие како тренер и како координатор со дечињата? Па да, еве кој што кажа, за краток релативен период ние постигнавме тоа што може да се постигне. Значи ние како нова школа почнавме од нула. Значи почнавме во таа 3-та лига, бевме прваци во таа 3-та лига со пионери, помлади пионери, влеговме сега во втора. Сега направивме 4 генерации, категории, каде што мора да имаме. Исто така мора да напоменам дека сега мора да имаме и сениорски тим, сме во фаза на преговори да имаме и сениорска екипа. Така да мора да бидеме задоволни, али нели, секако има напредок во работата. Во нашата школа активно, кој што кажав, тренираат околу 150-160 деца. Ние сме 3 тренери и еден тренер на голманите и мислам дека за овие 3,5 години ние сме задоволни, али тек времето ќе покаже и позаду. Така. И значи за крај идни ваши планови, значи во следната сезона, еве да речеме. Значи нашите планови се со овие 4 генерации, сега ние како новаци во оваа лига се потрудиме. Значи ние секој пат имаме верба во тие деца што се надпреваруваат кај нас. Значи ние ќе атакуваме да бидеме на едно од првите 2 места и да улеземе во таа супер лига и да докажеме на сите дека само со работа
и со работа може да се направи успех. Потоа планот ни е и се надеваме дека сега со појаки противници може да уште некој дете да стане репрезентативец, што тоа е наша цел. Дали вратите во академијата се отворени за сите кои што сакат да тренираат? Значи за секој. Ние тренираме сега со овие помалите, тренираме секој ден сме на теренот на фудбалскиот клуб Баби. Мора да напоменам исто една голема благодарност и до председател Васко Арсов, кој на фудбалскиот клуб Баби, кој имаме одлична соработка. Значи и за теренот и си помагаме едни со други. Така да ние секој ден тренираме од 7 часот, кој сака слободно може да дојде да се запише во нашата академија, да се едуцира децата, да ги социализираме и така да или може исто и на нашата Facebook страна може да се пријават. Значи деца родени од 5 годинки па до 16 години слободно нема проблем за никого. Така, овде во студиото на Кама Плюс телевизија се и двајца млади фудбалери кои што постигна големи успеси. Марио и Ване, како сте, деца? Супер. Така, колку време тренирате во академијата Постолов Пандев? Еве ќе почнеме од Марио. Јас во академијата Постолов Пандев тренирам 1 година. Така, колку си задоволен од академијата? Што научи досега? Па научив нешто нови работи. Така, учествуваше на голем број турнири. Да. Еве, накратко да издвоиш, кој ти беше најомилениот турнир каде што учествуваше досега? Најомилениот турнир кој што учествував досега ми беше во Битол. Во Битола, така, колку гола постигна таму? Во Битол постигнав 5 гола. Така, Изедовме прво место. взевте прво место. Омилен твој фудбалер, Омилен мој фудбалер е Алекси Санчес клуб, и Арсенал. така. Добро, еве со Ване накратко. Ване, ти колку време тренираш Јас во во академијата? академијата тренирам 3 години. Имаме постигнато многу успеси. Мој омилен клуб е Челси, а омилен играч Кристијано Роналдо. Значи кога ќе пораснеш сакаш да Да. видиш како него. Колку време се подготвуваш за Па веќе 5 месеци од кога бев претходниот пат за Германија. така, сега се подготвуваш Да. исто. Добре, јас ти посакувам многу успех и на двајцата секако и се надевам дека еден ден ќе видите како нашиот репрезентативец, односно најдобриот фудбалер во Македонија Горан Пандев. Господине Борче, ви благодарам што бевте гостин во емисијата Спорт Плюс и се надевам дека за следен ваш успех ќе се видиме повторно и ќе видите гости во нашата емисија. Фала ви на поканата и фала ви многу. Штипска Брегалница го одигра последниот пријателски надпревар со Пелистер. Во досегашните контролни средби Брегалница ги победи Академија Пандев и Шкупи, а ремизираше со Хоризонт Турново. До почетокот на првенството, најверојатно 10 август, поради настапите на работнички во квалификациите од Лига Европа, Брегалница нема да одигра контролен надпревар, според последните информации од таборот на штипските сини. Во новата сезона Брегалница ќе биде без Бошко Ступич, Саше Ѓорески, Филип Гачевски, а ќе биде со Дино Захов како засилување на голманската позиција. До почетокот на првенството нема најавено ново засилување. Полека но сигурно фудбалскиот клуб Брегалница го одигра и последниот пријателски надпревар пред почетокот на новата сезона. Со резултат 0:0 против Пелистер, Штипска Брегалница на домашен терен го одигра овој пријателски меч пред почетокот на реновирање на градскиот стадион во Штип. Брегалница под водство на Костов, 19 поврзани надпревари меѓу првенствата и пријателските мечеви, не знае за пораз. И таа серија продолжи и по пријателскиот меч, игран по пеколните температури во Штип. Фудбалскиот клуб Брегалница своите надпревари од првата македонска фудбалска лига во новата 2015-2016 сезона како домаќин ќе ги игра во Кочани, а првиот ривал на сините е екипата на работнички. Новата сезона започнува на 9 август. Фудбалскиот клуб Кочани прослави 10 години од формирањето на клубот, а на собранието присутните беа запознаени со сите успеси што ги постигна ФК Кочани. Фудбалскиот клуб Кочани прослави 10 години од формирањето на клубот, а на собранието по тој повод присутните беа запознаени со сите успеси што ги постигна ФК Кочани во младите категории, како и успесите на ЖФК Кочани во сениорска конкуренција.
На собранието најпрвен беше поднесен извештај за работата и остварените резултати на клубот помеѓу двете собранија и беше потенцирано дека клубот минатата година ја оценува како задоволителна. По повод 10 годишнината од постоењето на клубот беше издадена брошура под наслов "Деценија накитена со трофеи", каде што е представено работењето и досегашните успеси на клубот од неговото формирање до денес. ФК Кочани посакува и во иднина клубот да има големи успеси, инаку клубот минатата година ја оцени како успешна, бидејќи девојчињата го освоија купот на Македонија. Фудбалскиот клуб Работнички го победи турски Трабзон со резултат 1:0 на арената Филип II во Скопје во квалификациите во Лига Европа. Фудбалскиот клуб Работнички оствари голем триумф на турскиот клуб Трабзон во првиот меч од третото квалификациско коло од Лигата на Европа. Романтичарите му се спротиставија храбро на милионскиот тим на Трабзон, одиграа квалитетно и сосема заслужено стигнаа до минималната победа со резултат 1:0. Можеше да биде и победлива доколку Бажи Илиовски и Анене ги реализираа своите шанси во второто полувреме, но и со ваков резултат секако повеќе од задоволни се сите во таборот на македонскиот вице-првак. Романтичарите ќе се борат за продолжување на учеството во квалификациите за Лига Европа во ремашот што ќе се игра во четврток во Трабзон, за да донесат уште еден значаен противник во Македонија во плей-офот. Женската младинска репрезентација на Македонија како што го започна, така и го заврши Европското првенство во Шпанија со триумф над селекцијата на Литванија и се пласира на 15-тото место. Женската младинска репрезентација на Македонија како што го започна, така и го заврши Европското првенство во Шпанија со триумф над селекцијата на Литванија. На стартот на шампионатот црвено-жолтите ги победи литванките со 31:27. Вчера пак четата на Симовски славеше со 29:27, со што е избегната последната 16-та позиција, но овој собир на најквалитетните селекции на стариот континент. Нашите ракометарки дојдоа до триумфот со голем пресврт во вториот дел, откако по првите 30 на минути резултатот беше 16:10. Младите македонки одиграа на повисоко ниво во второто полувреме, кое даде ефект и на крајот како 15 пласирана селекција го завршуваме Европското првенство. Нолевска и Керемичиева дадоа по 6 гола, а Ристевска 4. Ракометниот шампион на Македонија Вардар ги представи петмината нови играчи за новата ракометна сезона. Ракометниот шампион на Македонија Вардар на пресконференција ги представи петмината нови играчи кои во преодниот рок пристигнаа во Јане Сандански. Во наредните сезони црвено-црниот дрес ќе го носат Дејан Манасков, Лука Циндрик, Мијајло Марсеник, Хорхе Македа и Александар Деревин. Среќен сум што дојдов тука, бидејќи имам шанси да играм во Лигата на шампионите. Сакам да играм на Final Four со овој тим. Се надевам дека тимот е добар и се надевам дека ќе успееме да ги оствариме плановите, рече искусниот шпански репрезентативец Македа. Во периодот од 24 до 27 август Вардар ќе организира турнир за кој во клубот се надеваат дека ќе стане традиционален. Најголемата спортска манифестација во Македонија во последната сабота од август ќе се одржи 29-тиот поред Охридски пливачки маратон, кој е дел од светската Гран При серија. Во последната сабота од август во водите на Охридското езеро ќе се одржи 29-тиот поред Охридски пливачки маратон, кој е дел од светската Гран При серија. Најголемата спортска манифестација во Македонија на 29 август на едно место ќе ги собере најдобрите пливачи од светот, а 30 километарската патека Климе Савин е предпоследна на распоредот во новата сезона. Охридскиот пливачки маратон минатата година понуди возбудливи завршници и во фотофиниш белгиецот Брајан Рикеман победи пред македонскиот маратонец Евгений Попацев и французинот Јоанес Хедел. Во женска конкуренција во неизвестна борба до самиот крај триумфираше Силвана Рибарова од Чешка пред аргентинката Геило. Маратонот е под покровителство на председателот на Република Македонија Ѓорги Иванов, а сериозна улога во организацијата има и општината Охрид. Покрај Охридскиот пливачки маратон во новата сезона, маратонците за титулата најдобар светски пливач ќе се надпреваруваат во Аргентина, Мексико, Канада и Италија.
Македонската кошаркарска репрезентација ги продолжува подготовките за Евробаскетот 2015. Македонската кошаркарска репрезентација ги продолжува подготовките за Евробаскетот 2015. Во ситуација кога дојде до смена на генерациите, сега улогата на еден од најискусните ја има Предраг Самарџиски, центарот кој повторно е дел од националниот тим, откако не настапи во претходниот квалификациски циклус. Општ впечаток е дека во јавноста не владее преголем оптимизам околу нашиот национален тим, но тоа од друга страна значи дека кошаркарите без преголем притисок ќе отпатуваат за Загреб. Да бидам искрен, очекувањата на јавноста се една работа, но за нас најважно секогаш е она што ние го правиме на теренот. Задоволен сум од стартот на овие подготовки и од начинот на кој функционира репрезентацијата. Многу значено е што голем дел од нас честопати имаат играно заедно, дури 8 членови на оваа репрезентација беа дел од онаа младинска селекција. Кога велам добар резултат, за мене успех би представувал да стигнеме до четвртфиналето, па потоа да се обидиме да сториме и нешто повеќе. Свесен сум дека скоро сите велат дека би била голема работа кога би стигнале до втората фаза, но искрено верувам дека имаме квалитет и за уште еден чекор напред, изјави Предраг Самарџиски. Ова беше емисијата Спорт Плюс. Останете со нашата програма. Се гледаме за 7 дена со нови спортски информации.